na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkážam od grevot smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synoc tvoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj. Hej, Hriste Bože náš, hej, slava Tebe. Hej, Hriste Bože náš, hej, slava Tebe. Slava Ti, Gospod Isuse Hriste, Tatko naš, zboruje dneska niz mene, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlja ta, tako i vo moje to srce, tako i vo Tvoje to srce, brati i prijatelje, lebot naš nasušen, daj ni go i danes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. Na našite dolžnici prostete i kevi bide prosteno. Ljubov ta nego pomni zloto. I ne vovedivo iskušenije, čovjek nego iskušува, Bog nego iskušува, tu kogu iskušува negova ta pohod. Izbavi ne od lukavijot, zašto Tvoje je, negovo je carstvo to. I sila ta, i slava ta. Cela ta suština, evo ta pripadnost. Da li ti sakaš da budeš автокефален, самиот, или христокефален, тоа се тие две суштествувања, две постоења. Или си во Исус, или си вон Исус. Науката го нарекува дуализам, добро и зло. Две постоења има, синови човечки, тие што се автокефални, синови телесни, синови сатански, тоа е исто. И второто е синови Божие, кој ги води, управува, учи, обликува Духот Божји. Тоа значи Исус вистински живее во твоето срце. Не е тоа декларативно. Не е само во умот, како што мислат одредени деноминации. Блажен е оној човек, Псалм 1. Блажен е оној човек што не оди на совет безбожнички. Видите, важен е моментот што те учат од ова, кој те поучува, бидејќи словото убива, а духот оживотворува. Дали те учат само во слова и те убиваат, и ти си убиен, ти си мртов, телото без дух е мртво, или те оживуваат во духот. Дали те учи човек поставен во дух или си припадник на поделена деноминацијска заедница, со своји правила, канони, однесувања, цитати. Блажен е оној човек што не оди на совет безбожнички, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. И ние го имаме тој стих. Оди во заедница, се уште е блудник, се уште си тераш по свое. Велиш со устата ме почитува дека си во Исус, а со срцето е далеку од мене. Во срцето треба да е Исус. Он да зборува низ тебе. Ретко кој го разбира ова. Луѓето зборуваат од себе и мислат дека Исус зборува, дека па му омилел законот на Господа. Законот е љуби го својот ближен и се мери низ мерата на љубовта. Дали ти работиш се, работете се со љубов.
Знаете, низ љубов, низ тенката нитка, низ духовната љубов. Љубов кон сите и кон се, која никогаш не престанува и која не го помни злото, што некој ти направил. И е во законов негов дење и ноќе. Се поучува, точно е, треба да се поучуваш во љубовта. Да му дозволиш на Исус да те учи во ситуациите во кои си реагирал предходно своеглаво, сега треба с Христоглаво да реагираш. Исус е главата на црквата. Да побараш од него помош, Псалм 1, тој е како дрво, посадено крај воден извор. Исус вели, кој е жеден, ќе му дадам од живата вода да пие, даром нема никогаш да ожедни, дојдете при мене, и нема никогаш да огладни духовно, кој својот род го дава на време. Треба да даваш род. И чиј лист не вене, тие во староста се плодни и помазани. И осе што прави напредува. Те сакам, Господи Исусе Христе, но не се такви безбожниците. Тој зборува за верници. Кога се пишува неговите псалми се слезени, зборуваше дека израелците се избран народ. Имаа завет со Бог и постојано грешеа. Постојано ги убиваа пророците, на крај Исуса го распнаа. Но не се такви безбожниците, тие се како прав, што го растура ветар по земјата. Знаеш ли ти кој сум јас? Ти си прав земна, во кој е дувнат дух животен и си станал жива душа. Ти си создание, а создателот е Таткото небесен. И ти треба како дете да се вратиш пред својот татко. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот. Ниту грешниците во соборот на праведниците. Грешници во собор на праведници. И ние гледаме, имаме една мала група која варира 10, 20, 30 на Вибер. И одредени луѓе заминуваат. Значи, еве го тој стих, пазете го сега ова. Пазете го сега. Мирни во името на Исус. Зашто грешниците нема да се одржат во соборот на праведниците. Тој е горчлив корен. Тоа е кога ќе се соберете вие и мојот дух, телото да го предадете на сатаната. Тој де факто действува се член на сатаната. И тој не може да издржи. Или ќе избега, или ќе се промени. Седи 2-3 години, не се менува истите постапки своја глава. Не ја пушта коската, тоа што сум јас и тоа што ти сакаш, зашто Господ го знае патот. Тој го знае патот. Тој треба да не води. Ти ќе го погрешиш патот. Патот на праведниците. И тоа е еднаш праведен, за секогаш праведен. Со подразмислување. Патот пак безбожнички води во погибел. Значи ти кога мислиш од себе, безбожнички патот води во погибел. Ти како што мислиш. Тоа е суштината. Одиме понатаму. Зошто се бунат народите? Патот безбожнички. Ти си тераш по свој пат. Имаш своја замисла, своји идеи. Тргнал исцелува, тргнал евангелизира, тргнал прави нешто. Ние зборуваме нека биде Твојата волја. Тоа е молитвата. Не мојата. Он да те води. Патот го знае тој. Патот безбожнички води во погибел. Тоа што мислиш ти ако одиш по својот пат и своја глава, сигурно одиш во погибел. Вториот стих. Зошто се бунат народите и племињата смислуваат лоши работи? Еве го Македонскиот полуостров, денеска именуван како Балкански. Поделена Македонија. Поголем број од нив се православни христијани, се мразат, убиваат, не дозволуваат да има Македонија, не се покајуваат дека убивале македонци. Пиринска, Егејска Македонија, албанскиот дел на Македонија. И зошто спислуваат лоши работи? Затоа што покажува дека тие се далеко од Исус. Исус вели љуби го својот ближен како себе си, дека во таа доктрина или нема доволно сила, или е под друго влијание, зошто не застанат и не се љубат ближниот свој како себе си. Дури и заедниците и црквите не се љубат. Се креваат царевите земски. И кнезовите се собираат. Заедно против Господа, вториот псалм и неговиот помазаник. Кнезовите земни, ова трајање на земјата,
Ima rok, kratkotrajno je, malku vreme i vladajat odredeni knezovi. To se prvite što će bidat posledni. I nim im smeta to, avo Isuse, ve se ga gledame vakcini, covid, merki, se gleda koliko vera ima. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, da gi raskineme vrskite nivni so dvostar meč i mečot na duhot i da go otvrlime od sebe i jaremot nivni kako so Isus vo srce to. Znači, ako mu dozvoliš na Isus da ti dade sila, sve što ne je od Isus da izleze od mene, od zajednicata, od Makedonija, u imetu na Gospod Isus Hristos, onoj koji žive na nebesata ke im se smeje i Gospod ke gi ismeje. Kada živim jas, Božje carstvo nebesno bezbroj, togaž vognemot svoj ki im govori i so jarasta svoja ke gi zbuni. Jaz go pomazav carot svoj na Sion i na moja ta sveta gora. Te nije imame Isus kako primer. I ako ne znaš kako da postupiš, sjeti se kako praveše Isus. Zavrti go i drugi od obraz, prostoje ti ke bide prosteno, moli se za neprijatelot svoj. Blagoslovuvajte gi on je što kolnac se razbira, vije nemate dovoljno nemate. Sila, morate da mu dozvolite na Isus. Isuse, daj mi sila, dojdi vo moje to srce. Daj mi darovi od Duhot Sveti. Daj mi da ti služam. Prvim bidi sluga, pa rob, pa sotrudnik, pa sonaslednik, pa sin Božji, pa prijatelj Božji, pa sin Božji. Gospod mi reče, ti si sin moj, jaz danes te rodiv. Da li si zastanul pred tvoje tatko kako dete? Tatko, da li si svesen deka imaš tatko na nebesata? Nije сега ne zboruvame za Bog, za tatko. Tatko, zašto sam ovdje? Pomogni mi, se pokajujem za sekoj gref. Pogrešiv pred tebe i pred nevoto. Daj mi sila, dojdete su Isusovo moje to srce. Gospode Isuse Hriste, go povikuvam tvoje to ime da bidam spasena. Te sakam, Isuse. Ti si sin moj, jaz danes te rodiv. To je toj koji ne rađa od duh. Znači, ti si otkal i dodeka ne dojde vdahnati od duh vo beveto. To ne može da se rodi. I pobaraj od mene i ke ti gi dadam narodite vo tvoje nasledstvo i krajištata na zemljata vo tvoja vlast. Novo nebo, nova zemlja, ova zemlja zaminува, poleka se kjavame. Se slučuvati klimatski promeni. Se slučuva smrta na ova vreme. Dođa kraj od vtorото Hristovo prišestvije, ar makedonskite slavi kovake odgovarate za svojite dela. Pokajte se približi carstvo to nebesno. Lijeto se trguvat, se ženat, se mažat. I potom dojde potopot. Gledamo to stih. I ti ke gi paseš so železan žezol, ke gi razbiraš kako grnčarski sad, i сега carevi zemni carevi, vrazumete se, poučete se, sudi zemni, služete mu na Gospoda. So straf, raduvajte se, so trepet. Znači, služenje na Gospod i služenje na zemni carevi. Dve kategoriji. Služenje na sebe si to što sakaš ti da ti bide ubavo dušata tvoja, koji će ja začuvat dušata svoja. Što ke ja zagubi? Misliš samo na sebe. Ili odiš kako Isus, pozagubenata ovca, dodeka ne ja najdeš. Hvala mu na Gospoda se jabuvat luge koji se potreba, se obiduvam, gi nosam do Isus. I po to je onaj moment koja treba ti da iščekoriš od pustina takon vetenata zemlja. Nekoliko čekori. I ti sediš 40 godini. Mi imamo takvi slučaj. Od koga si go vidjel na isto to nivo, isto to zboruvanje, isto ta neljubov, isto to licemerno bratoljubije, citira stihove, voz gordean jednaš spasen za sekovaš spasen. Pa zboruva jazici, pa isceluva, pa zapoveduva. Vidite, duhot beše nad nego, znate, ona za Isus ne vi je jasno to što znači da budeš ispolven i da je duhot nad tebe. Počituvajte go sinot Isusa, nikoj drug, tada ne se razgnevi na patot svoj da ne poginete. A vi je praviti delopoklonstvo. Deca, pazete se od idolite, prvo Jovanovan, krajnji od stih. Pazete se od idolite, što se to idolite, pa to što vi je naslikano po freskite na kojim se poklonuvate.
и по разни други световни работи. Зашто неговиот гнев брзо ќе се разгори. Блажени се сите кои на него се надеваат. На кого се надеваш ти, на луѓе или на него? И мислам да прочитам уште еден стих. Ево само крајните 149 псалм. Нека го фалат името негово, 3 стих. Во оро. Со тимпани и со гусли нека го слават. Ние играме оро, македонците, познати сме. Метечки стапки, дактили. На него славиме Бога. Сега сме влезени во себе славење. Пробајте во оро да кажете молитва повеќе, луѓе, да видите каква сила има. И уште еден стих, 150 псалм. Фалете го со тимпани во оро. 4 стих, во оро. Фалете го на струни и на свирка. Да го фалите. Знаете, во оро е силна молитвата. Па имаме леви и десни дактили, но тоа е веќе во духот. Подобро да не го кажувам. Кога ќе дојде време, не сум сигурен дека можете да го понесете. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Пишано е во Матеј 10:22. Да претрпиш, да истрпиш, да издржи синко. Имам еден колега актер, Ѓуровски, добар човек. Да му го отвори Исус срцето комплетно да премине во Исус. Издржи до крај. Каде е крајот? И што треба да претрпам? Например, да бидеш намразен од сите заради мене, заради Исус. Матеј 10:22. Да не се исплашиш, повлечеш до крај, да останеш во Исус Христос. До крај. Да претрпиш до крај. Да бидеш предаден од брат, татко, син, ќерка, мајка, од своите кои не те познаа како Исус кога го распнаа, да те распнат и намразат и веднаш да им простиш. Прости им, татко, оче. Не знаат што прават. Да останеш во Исуса. Да останеш во љубовта. Он е судијата. Не ти. Исус вели да претрпиш до крај. Има еден стих, вели, станавте судии на лоши помисли. Да останеш во љубовта. Тогаш онаа доктрина кај една деноминација, еднаш спасен за секогаш спасен. О, неразбрани галатијани, не е верна. Еднаш спасен за секогаш спасен. Вели да претрпиш до крај, додека не го предадеш телото во земја, а со душата не се представиш пред него. Видите, ако си спасен, си претрпил до крај. И веднаш би требало да заминеш. Телото во земја и крај. Таа доктрина, еднаш спасен за секогаш спасен, сум видел многу. Спасен сум јас. Јас сум крстен, спасен сум, по 2-3 дена се врати, отиде у светот, таа отиде вамо, овој отиде тамо, овој слави светци, Богородица, овој другиот нема љубов никаква. Осудува. Ако си спасен, си претрпил до крај. Значи, еднаш спасен за секогаш спасен не е верна. Додека не го предадеш телото во земја, ако си спасен, си претрпил до крај. И треба да умреш веднаш. Таа доктрина дека си спасен те прави пасивен, возгордеан, себељубие, посебен дека си спасен еднаш за секогаш и дека ништо не треба да правиш, се направил Господ за тебе. И ти сега одмараш овде, на плажа си, во некоја планина овде како јас во Маврово. О, неразбрани галатијани, одмараш, а се уште имаш, не си дошол до крајот. Крајот е кога телото ќе го предадеш во земја, на земјата зборува. Имаш уште, и кога душата ќе оди на суд, и ти живееш уште 100 години, 20. Имаш уште да раснеш, да служиш, да сведочиш, да действуваш во љубовта. Не си до крајот. Јас ќе ве направам ловци на луѓе, Исус Христос. Опа, кои се па сега? Тие ловци на луѓе, замисли од рибари.
Pa koji će bidat lovci na luje ako se napravil Gospod za tebe? Isus. Nije zboruvame za tatko, nije zboruvame za Gospod. Gospod je nekoj tamo. Tatko, znajte što je? Otec na site, otec na duhovite. Koji se tije lovci na luje? Pa tije što će pretrpat do kraj, koji trpat do kraj, koji rabotat za carstvo to Božjo, koje nema kraj. Gobarat carstvo to Božjo. I se im se pridodava. Ostanula dvo Isusovite slova, živi reki tečat od nivnite utrobi, ovo je 400 i nekoj zavet, i se negovo je naše, i se moje je tvoje, i nije sme jedan duh, jedno telo sonego. Te ljubi me, Gospode Isuse Hriste, ušte poveki ke te ljubim, evo go stihot. Isuse i samo Isuse, moj otec dosega raboti. I ja se rabotam. Od svega go nema prepevod. Veli Isus Hristos. Jovan 5.17. I ti treba od svega da rabotiš. Sprotivno je, treba da rabotiš. A tije što po navodnici gledat, gi znat, slovata spaseni se, ne se slijepineli, saka da go ubijat Isus od ti raboti. Isceluvavo sabota. Ili bilo što drugo što je nadvor od nivnite, telesni, zemni, vavilonski, satanski, Kaina velijski, Adamovi, čovečki pravila, zerze vulovi. Ona što go pravi otec, od go pravi i sinot. Toj odi za zagubenata ovca, dodeka ne najde, to je dejstvo, lovci na luje. Što pravi Isus, praviš i ti. Jovan 5.19.22. I možeš da razmisliš što praveše Isus. Taka treba da postapam i jaz. Kako da postapam? Pretrpija štetata. Dobri od pastir go dava život od svoji, dušata svoja za ovciti i braćata. Ete go pravilo to. I ke izlezat koji pravele dobro, pazite, ke voskresnat za život, koji pravele zlo, to se dejstva, ke voskresnat za osuduvanje. Jovan 5.29 veli pravele, pretrpele do kraj, rabotele do kraj za carstvo to Božjo. I ke bidat spaseni, se usavršuvale vo ljubovta. Isus živel vo tvoje to srce. Isus zboruva, ne ti. I verata bez dela je mrtva. Jakov 2.17. Taka da jednaš spasen, za sekovaš spasen. I ne treba ništa da pravam se podmetnati doktrini na satanata. Vi se smeje satanata po zajednicite. I ludete gi pravit, kako što rekovme, pasivni. I taka rabotete za Isus Hristos do kraja. Počnete od vašeto semejstvo. Pa zemete go mečot na duhot. Izvadite go mečot i molete se. Isuse vaka, Isuse taka, Isuse vaka. Ako povtoruvate ne možem, ne sakam, to je kje vi se slučuva, kje vi go dadam to što go zboruvavte. Taka rabotete z Isus Hristos do kraja od Matej 24.13. Nije zboruvame za zajedništvo. Nije to deklarativno zborovno. Vistinsko zajedništvo. Togaš ti ke razdadeš se i ke vrviš po Isusa. Nema da sobiraš, da trupaš bogatstva na nebesata. Nema da osudovaš. Isus da te ukori. Arhangel Mihael na satanata za teloto na Mojsej. Nema da mrmoriš. Nema da se žališ, da se sebe prokolnuvaš. Pozborovite ke budete osudeni. Ke vi go dadam to što go zboruvavte. I ke imaš sila za se. I to i ke te menuva. I ti ke pobeduvaš sa ljubovta u raznim situacijama koje prethodno si postapoval na jedan način. I ti je ke rečet, vidite go ovoj. Pa i ja sakam da bidam takov. Znači, ljudje to gi sluša, to je zaveti. Primat mir, nekoj primat isceluvanje. Na kolena, tatko, pogrešiv pred tebe i pred neboto. Na kolena. Isuse, dojdi vo moje to srce. Ponizno. Isuse, se pokajuvam. Pokajuvam so cijeli nogi. Pokaži mi što da pokajam i za grevovite. Na mojite predci. Prostuvam nasite. Prostuvam. So denovi prostuvam. Ljubov ta ne gopom ni zloto. Se odkažuvam od satanata i od grevot. Sve što ne je od Isus nadvor od mene. Isuse, veti gi klučevite od
моето срце, живеј во мене, кој верува во мене, сакам да верувам во тебе. Делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши и уште поголеми ќе врши од јас и одам кај својот Отец. Еве сум Исусе да ги вршам тие дела. Го барам Царството Божјо. Ја прифаќам Божјата волја. Покажи ми што треба да допокајам. Исцели ме, Исусе, ти си мојот доктор. И остани со тврда вера. Остани. Сега имаме еден човек што е обземен повеќе години. Се согласивме со неговиот родител дека во името на Господ Исус Христос 20 сме собрани, согласни сме и бараме од Отецот Небесен. И заповедуваме со власта што ни ја даде да излезе од овој човек се што не е од Исус. И стоиме на тоа. Стојам на тоа, не попуштам. Излези, мораш да излезеш во името на Исус. Мораш да излезеш. Се разбира, ако родителот остане во тоа, исцелувањето ќе се случи, а потоа исцелувањето е случајно. Он ги зеде нашите болки. Вистински. Затоа треба да живее во твоето срце. Да имаш меч на духот, да имаш живо слово. Не камени стихови. Научени цитати од други луѓе, предавања. Слушаш предавање од интернет, па го прераскажуваш тоа. Тоа е прелюбодејство. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Татко мој, ти благодарам, Исусе, те сакам. Љубовта Исусова на сите оние кои ќе речат Исусе, еве ти го срцево. За секогаш Исус. Амин. До Божиот Царство Небесно. Амин. Na kolena во молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој.